Треба да се радуваме што Делчев и Сандански се заеднички, македонски и бугарски, тие треба да не спојуваат. Овие зборови од позиција на премиер на државата ги кажа Зоран Заев на 17 октомври 2017 во интервју за BTV. Говорејќи дел на македонски јазик, дел на бугарски, по само 5 месеци од како стана премиер на државава, ги прифати речиси сите бугарски позиции кога е во прашање историјата. Зад нас е Гоце Делчев. Народната гимназија се казва Јане Сандански. Предполагам, че много голяма част от улиците са кръстени на сега на общи или на македонски герои или на български. Как ги приемате вие? Значи, според мене тоа се личности од нашата заедничка историја кои што може да не поврзуваат само. И апсолутно треба да се радуваме на тоа што не поврзува. Никој пат да не гледаме на такви работи да не разделуваат. На само 2,5 месеци по потпишувањето на договорот за добрососедство, тогашниот премиер реши да менува историски факти. Бугарскиот фашистички окупатор не бил фашист. Самиот фашизам како појава не е врзан со нациите, е врзан со поединци. Ние не можеме да обвинуваме цела Германија за одредени работи, или Българија, или Македонија, или било која држава. Декларирате, че това ще бъде изтрито от учебниците и че няма да фигурира там, ще се случи. Јас верувам дека и веќе нема. Секако ако има, во духу на пријателството, ова мора да биде некаде исправено, заради тоа што постојат различни хора кои што добиале лиценци и пишуваат учебниците. Се пофали дека години пред да стане премиер од позиција градоначалник на Струмица, од спомениците го бришал зборот бугарски пред фашизам. Во Струмица имаше една плоча на која што пишуваше тука загина еден наш јунак од бугарски фашистички куршум. Тоа е избришено и е напишено од фашистички куршум. Например, уште многу години пред договорот да биде. Во Струмица е. Вие сте го направили? Да. Преди години докато сте кмет на града? Да, додека бех кмет на Струмица. Пораче и дека цар Самуил никогаш не се декларирал како македонец. Јас го кажувам примерот со цар Самуил. Кога го питале каков сте вие во времето на неговото живење, он не се кажал дали е македонец или е българин. Он се кажувал дека е син на Господ. Се пофали со придобивките од договорот подпишан со Борисов, кој од македонска страна очигледно ги гледаа само тој и неговите соработници. Јас ја предадех затворена Македонија кон Европска Македонија. Заради тоа што сите критици кои што беа кажуваха дека се случува некое предавство на Македонија, дека Македонија ќе загуби од тај договор. Еве поминаха неколку месеци, Македонија само добива. Интервјуто за BTV од пред 6 години беше една од првите скандалозни на Заев, кој од позиција на премиер на Македонија почна да ги урива македонските позиции во однос на спорот со Бугарија, која денес ни е главна пречка на европскиот пат, а еден од условите стана токму историјата, која сега мора да ја менуваме по бугарски терк, ако сакаме напред кон Европската Унија.